Почитувани гледачи, добар ден, се враќаме назад во отворено студио 1 на 1 ТВ. Како што најавивме, со нас е Горан Станев, директор на Археолошкиот музеј. Со него ќе разговараме на тема по еден век маските од Требиништа на кратко се вратија во Македонија. Меѓутоа, пред да го почнеме овој разговор, јас предлагам да ја повикаме, бидејќи ја имаме Линковски, колешката од Белград, Кристина Атовска. Таа ги следи последните случувања во српската престолнина. Кристина, доколку се слушаме, повели со последниот извештај, односно информациите кои што ги имаш ти. Така, Антонио, денеска за разлика од текот на вчерашниот ден и за разлика од бурниот викенд, можам да кажам дека е мирно, нормално и вообичаено. За разлика од протестите кои беа во Македонија, во Србија се протестира само за време на викенди, сабота и недела. Како што потврдија и од опозицијскиот сојуз за Србија, и викендот кој предстои ќе излезат на улиците и очекуваат протестите да се интензивираат, односно да излезат многу повеќе граѓани отколку што излегува минатиот викенд, кога и се случи упадот во радио телевизија Србија. Ние што туку направивме интервју со лидерот на Демократската партија Зоран Лутовац. Тој во интервју за нашата телевизија вели дека мора да бидат спроведени, односно услишани нивните две главни барања, а тоа се слободни медиуми и фер и демократски избори. Што се однесува до медиумите, вчера имавме можност да поразговараме и со главниот уредник на РТС, кој тврдеше дека не ги селектира, меѓутоа од она што денеска го слушнавме од Лутовац, сепак вели дека накратко се покануваат, односно ги канат на емисии во државната телевизија, меѓутоа повикуваат уште тројца кои ги надгласуваат, зборат врз нив, дури кажа дека последниот пат кога гостувал во РТС демонстративно ја напуштил емисијата во живо. Што се однесува до барањето за фер и демократски избори, прво предвремени предвремени избори можеби и нема да се случат, бидејќи веќе наредната година се редовните избори, меѓутоа опозицијата смета дека не може да се организираат фер и демократски избори доколку и не се направат услови за тоа. Услови за тоа би се направиле доколку и опозицијата, но и граѓанскиот сектор учествуваат во подготовката на самите избори, бидејќи не веруваат дека ако изборите бидат организирани од оваа владеачка гарнитура би можеле да бидат фер и демократски. Што се однесува до македонското сценарио, која е дел од редовната реторика на Александар Вучиќ, Лутовац, еден од лидерите на Сојузот за Србија, вели дека тоа е реторика која постои само за да внесе страв кај српските граѓани и да ги држи во една неизвестност за тоа дали би можело да се случи крвав упад во некоја институција како што тоа се случи во Македонија. Дури и го сметаат за своевидна закана од страна на Вучиќ со оглед на фактот дека оние кои упаднаа во македонското собрание не беа од опозицијата, туку ја бране актуелната владеачка гарнитура. Ние во центарот на Белград сме само уште денеска. Само уште да потсетам на настаните кои се случија за овој викенд, бидејќи овде беше навистина тензично. Во саботата се случи оној упад во РТС, додека во неделата демаршираа граѓаните овде и бара пред зградата на претседателството да бидат ослободени лицата кои беа приведени во саботата. 8 лица одговараат кривично и уште 9 прекршочно. Се работи за 30-дневни затворски казни. Има и еден средношколец чие завршување на образованието и односно на годината е неизвестно ако остане во затвор. Вчера коалицијата побара, опозицијската коалиција побара сите кои се осудени да бидат амнестирани, и можевме да слушнеме лиферувања од страна на провладините медиуми овде во Србија дека Вучиќ се согласил да ги амнестира лицата кои се осудени, но не и оние кои носеле пила или оружје внатре во зградата на РТС. Меѓутоа сепак тоа не е официјално и се уште не би можеле да кажеме со сигурност дека
дека тоа ќе се случи се додека председателот Александар Вучиќ и не почне процедурата за амнестирање. Антонио, доколку имаш некои прашања, повели. Немам дополнителни прашања, ти благодарам за овој извештај, секако со повеќе информации те чекаме во следните информативни изданија на 1 ТВ. Сега предлагам Елена да го почне разговорот со директорот на Археолошкиот музеј Горан Станев. Така е, добар ден и добре ни дојдовте во денешното отворено студио 1. Добар ден, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на 1 телевизија. Така е, вака, минатата недела, односно во четвртокот, се отвори официјално изложбата посветена на маските од Требениште, каде што тие конечно по долги години се враќаат, ако може така да кажеме, дома накратко. Ке може ли повеќе да ни кажете во однос на изложбата? Се знае дека премиерот имаше воведен говор, ке трае, мислам дека до август. Како помина евен отварањето изложбата? Отварањето помина прекрасно, сите сме се уште полни со импресии од вечерта и тоа не е без причина. Сепак ова е изложба која што се случува по прв пат во историјата не само на нашата земја, туку и на Србија и Бугарија. И со оваа изложба всушност го обележуваме јубилеот 100 годишнината од првото откривање на самиот локалитет. Тоа се случува конкретно на 20 мај во 1918 година и кога при едни интервенции на патот Кичево-Охрид, бугарските војници сосем случајно почнуваат да откриваат некои наоди од подземјата и на тоа почнуваат да следат истражувања, се сопираат работите, значи доаѓаат и стручни лица, го посетуваат местото. И од тогаш всушност почнува таа една приказна или една мистерија во археологијава која што 100 години го провоцира континуирано интересот не само научниот, туку и секако интересот и на широката јавност. Така, токму како што споменавте и вие, односно, ако не се лажам, 1918 година било откриена страна на бугарските војници, тоа е за време на Првата светска војна, од тогаш работеле повеќе археолози, странски, македонски. Колку има научен интерес денеска во однос на овој локалитет? Како што реков, научниот интерес никогаш не сопрел, не згаснал, затоа што се уште овој локалитет провоцира и бара одговори на многу прашања. Што е на карактеристично, мистично поврзано со овој локалитет кој што има многу неоткриени прашања? Па, карактеристично е тоа што, например, преку Требениште, по прв пат во балканската и во европската археологија беа откриени овие ритуали на погребувања кај богати покојници, ке ги наречеме аристократија или благородници. И тоа од непозната провиненција, значи ние се уште не можеме со сигурност да кажеме на која култура и припаѓале тие, односно кој етнос. И тоа е се уште во рамките на теориите. И по откривањето на првите маски од Требениште, потоа се откриени уште неколку вакви, не само златни маски, туку видови погребувања богати. И тоа, но сепак концентрирани се некако на ова наша централно-балканска територија и тоа, например, има едно погребување со маска во Битолско, Беранц, има во Архонтико во Грција, во Синдос, на Халкидикот. Значи тоа се тие скромни неколку, но Требениште сепак, како да кажам, почетокот на појавувањето на тие погребувања и на тие обичаи на погребување со златни маски. Има ли поврзаност со овие во повеќе држави споменавте на Балканот? Дали меѓусебно се поврзува, дали датираат од извременски период? Па да, всушност тоа е еден период, тоа е времето на крајот на 6-тиот век пред нашата ера, или го велиме архајскиот период. И сите се она што ги врзува сите, па и нашите благородници од Требениште, е дека
тие гробни прилози кои што се во секој од богатите гробови се со различна провиненција, односно потекло. Така да имате, например, еве ќе почнам од северот, од Балтикот доаѓаат килибарнина, имате изобилство со накид со килибар, потоа, например, има, да речеме, стаклени предмети, стаклото и од Африка што доаѓа, керамика од Грција, од Атина и од Јужна Италија, бронзени садови, така, значи тоа е еден сплет на предмети карактеристични за високите општествени слоеви во тоа време, бидејќи единствено тие можели да си го приуштат сето тоа. Дали има некои нови откритија поврзани со Требениште? Нови откритија, ќе кажам, допрва следуваат. Ние во каталогот подготвивме заедно со самиот каталог со предметите кои што се во него и 26 научни трудови, тие се некои нови согледувања на различни теми од поврзани со некрополата, например посебно за наодите, посебно да речеме за етничкиот карактер или за местоположбата, за историјата на откривањата и на истражувањата. И тоа е се и тоа се некои нови согледувања, но она што следува допрва се повеќе имплементација на новите технологии во функција на анализи на сите овие наоди предмети, а и секако имаме намера и да направиме продолжување на самите истражувања на локалитетот. Кога сме веќе кај каталогот, бидејќи го споминавте, јас предлагам накратко само вака да го погледнеме. Има околу 400 страни, ако не се лажам. 410. Колку време работевте на каталогот? Ова е за волја на вистината и дело кое што е направено за релативно кратко време. Конкретно, ние работевме околу 10 месеци на подготовката, но во тие 10 месеци требаше да се напишат текстовите, требаше да се излекторираат, да се преведат на англиски, да се направи редакцијата, на крај дизајнот, фотографии да се обезбедат квалитетни од сите три земји, односно од сите три тима, бидејќи на каталогот и на изложбата работат три тима од трите музеи, и од Археолошкиот музеј од Скопје, и од Археолошкиот институт и музеј од Софија. Ова, ако не се лажам, наверојатно се првите... Тоа се првите откривања, тоа се архивски фотографии од музеот во Софија, од првите откривања. Не бе да повторно може да се забележи. Да, повторно. Тоа се веќе од истражувањата на српските археолози во 30-тите години, кои што некако ги продолжуваат овие истражувања и потоа еве ги истражувањата и на археолозите од Македонија, кои што се одвивале во еден, ке речам, кусрок или циклус во 53-та, 54-та и во 72-та година. Така, ева вака тука ќе ставиме книгата. Сепак многу труд беше вложен, на вистина денонокна работа, затоа што сите тие, како што реков, во тие 10 месеци требаше и да се напишат тие трудови, да се преведат, да се средат и на крај да се испечати сето ова и да се доведе во ова состојба. Јас се повторно би се навратила исто така на изложбата во четвртокот, која што нели официјално беше отворена. Со оглед на тоа дека станува збор еве за артефакти кои што се навистина специфични и веројатно се проценети на голема вредност, имаше ли можеби некои построги правила во однос на посетителите кои што дојда? Добро, да, сепак и да и не, како да кажам. Значи, во светот тоа е пракса за изложби од ваков карактер, кога наеднаш влегуваат многу луѓе и така натаму, малку мора да се воспостави некој ред, не за друго, туку да можат и посетителите да го видат слободно и во целост она што го гледаат, затоа што во масовна гужва, каде што сите одеднаш имаше веројатно околу 500 души на отварањето и сите тие доколку наеднаш влезеа ќе настанеше гужва. Вака, маку го
координиравме, како да кажам, движењето, но сите помина, сите видеоизложбата, така што се помина во најдобар ред. Она што се однесува повторно околу овие безбедностни прашања, има некои како да кажем, правила воведени, кои што се повторно, ќе речам, според светските норми и стандарди во музеологијата и тие се однесуваат едноставно на, да речеме, фотографирањето на експонатите и така натаму. Значи, точно се знае што може да се фотографира, што се не, затоа што сепак тоа се и артефакти кои што не се наши. Односно новинарските екипи, дали ти има пристап до сите артефакти да ги снимаат? Да, може сите новинарски екипи, им е со закажување нормално може да направат прилози, да снимат и така. Колку странските археолошки музеи се запознаени со маските од Требиниште, колку се пишува за нив надвор од овие балкански граници? Странските археолошки музеи, всушност и странските музеи воопшто се добро запознаени со Требениште. Можам да кажам дека всушност Требениште преку музеот во Софија и музеот во Белград, каде што се наоѓа дел на одите од некрополата, се всушност и нашиот најголем репрезент и представник и промотор на нашето културно наследство. Затоа што таму пишува во тие музеи на легендите дека наодите се од Требениште, локалитетот Требениште, Македонија. И тоа е добро познато во археолошката наука и уште повеќе, например, првото издание за Требениште објавено во 27 година, односно 28 од Богдан Филов, е објавено во Германија. Така што германската наука и археолошка фела, да речеме, која што го држи некако врвот на археологијата од секогаш, има долга традиција, значи тие многу добро се запознаени со ова. И кога ќе завршат поединечните представувања на ваквата целокупна изложба во Скопје, во Белград и во Софија, ќе веројатно првото излегување во големите европски градови ќе биде токму Германија, односно Берлин. Јас ќе се навратам повторно на изложбата. Две, ако не се лажам, маски се наоѓаат во Белград, како што спомнавте, две во Софија. Како тие беа транспортирани во Македонија со оглед на фактот дека нели сепак се и пипливи работи стари кои што не може туку така да се допираат и претпоставам дека има некој посебен вид на транспорт како да се донесе тука? Да, тоа се меѓународно пропишани стандарди и секоја од институциите гледа да се ги заштити. Сепак се ова реномирани институции, тоа се најстарите во нивните земји и матични и најголеми. Така да секоја од тие институции, па и нашата, сакаме максимално да ги заштитиме сите овие предмети при транспорт. Ние пред 2 години имавме изложба во Англија и исто така транспортот подразбираше. Како се пакува? Дали може има некои специјални кутии или нешто? Има точно. Еве можам да ви кажам на пример за предметите што дојдоа од Софија, специјално се чекаше месец дена се изработува посебните кутии во кои што се пакува, па тие се со специјални сунгери внатре. За да не се оштета. Така што, да, мора. И на крајот на краиштата дојдоа и со специјални возила, со климатизација. Кога ги донесовме во музеот, тие треба да одлежат 24 часа, што се вика така во кутиите, за да се аклиматизираат на просторот, на нашиот простор, иако тој ги задоволува сите температурни климатски односно услови. Но, сам да кажам, тоа се некои стандарди и принципи кои што доколку сакате да држите до тоа дека сте сериозна институција, мора да си ги почитувате. Господин Станев, тука се ближи крајот на нашиот разговор. Благодариме за гостувањето во Отворено студио 1. Се надеваме дека голем ќе биде интересот кај граѓаните да дојдат да посетат изложбата и да ги видат маските. Благодарам за интересот и за поканата и повелете во секој време, ние сме отворени за сите посетители. Благодариме. Благодариме.
Почитувани гледачи, по кратка пауза повторно ќе се вратиме во отворено студио 1 во овој стандарден термин заложен за колегата Дејан Андоновиќ и анализата на последните и најактуелни случувања од светот.